Продолжуваме со една интересна работа. Прв пат оваа сезона ќе имаме Skype интервју и тоа директно се конектираме со Њу Йорк. Работава што е наш 20 годишен македонец Игор Томески се вика, е добитник на Нобелова награда за млади. И е единствен македонец и балканец и не знам, може и меѓу Европа е меѓу ретките кои што има добиено. Се конектираме со него директно во Њу Йорк да видиме што е тоа, зошто ја има добиено наградата, а претходно ќе ви пуштиме едно мало видевце што Игор Томески го направи среде Њу Йорк баш за 1 на 1. Ајде да видиме. Кога отиде, кажи ми, во Њу Йорк? Јас сум заминат од август 2015. Иха. Почнав во Атланта, Џорџија, со студии. Таму беше Нобеловото здружение кое што ме рекрутира. Аха. Таму почнав. Се пребасив во Њу Йорк сега, во септември, и така тераме. Добро е. Кажи ми вака сега. Прво, ова како е точниот назив? Нобелова награда за млади? Да. Тоа е точниот назив, значи. Тоа е тоа, да. И конкретно тебе ја дадоа за драма, лидерство и визија. Значи, драма, лидерство и визија. Така е. А чекај, како дознаваат уопште за Игор Томески, Тетовчанецов? Вака сега, ја завршувам со средно, значи матурирам мај 2015. У тој период поставувам театарска представа од Тетово 3 часа, голем текст. И ми стига мене покана дома од Клес Нобел. Значи на Девис Сара број 22, Тето стига писмо, покана од Клес Нобел. Тој што му е Алфред Нобел? Да. Значи директен потомок негов е? Директен потомок негов е, да. А он е поврзан со Нобелова награда се уште? Со стандардните Нобелови награди, да, он е поврзан. Значи целото семејство што се од Нобел, така се презиваат. Да бе. Значи они ги држат наградите. А кај Игор со овие дека таму големи им се нели празници као рецимо 4 јули. Ти што немаш фамилија, па што правиш на тие празници? Ја на Skype, вака, као со тебе, на Skype. И евентуално на зимски распуст да дојдам да си ги разновите. Така. Зимски распуст, да. Али присуствував на Thanksgiving традиционално прв пат во Џорџија, пошто таму има црнечка популација доста. Да, така. И бев во семејство. Ја па како викам, да, колко да израсна да сум таму више. Да, така е, да. Имаше исто интересна случка за време на Thanksgiving. Се подготвува нели јадењето, месото, сите тие работи. Мисирка, така? Мисирка, тоа е традиционално. И бабата на мој пријател ме прашува, вика, дали си гладен? Ја викам, не, јадевме надвор. На англиски, we ate outside. We ate outside. Требало да кажам, значи, ние јадевме во ресторан надвор, а outside сум требало да кажам out. Outside во контекст значи надвор од двор. Пред врата. Пред врата. Она сакаше да проба од мисиркава и сите ја криеја. И кој кажав we ate outside, ми се дигна паника тука, идат. Почна со сите да се кара. Ја не разбирам што работам. Баба се уфилмала дека надвор има мисирка. Да, надвор има мисирка и сега зашто ми ја криете, вика, сакам да пробам. Јас седам, а брзо дека зборат со овој црнечки овој акцент и не разбирам што се расправа. Знам дека ја нешто кажам што не треба да се расправа. На баба да не и даете на македончето да му даете. Да. Ти е криво малку дека стига Нобел и фамилијата нивна да те признаја, а Македонија никогаш не ти рекла браво бе дечко? Да, многу ми е криво, пошто имавме доста интересни концепти. Еве, ја мислам дека и самата вест за наградава сега што ја добивам не е многу распространета нашите медиуми. Значи, јас се обратив до сите, меѓутоа морам да потенцирам дека не сите беа заинтересирани да објават веста и да... Па може не им се верува, бе си викаат, кај е Нобелова награда? Не ми веруваат, да, кај нас и не... Како да кажам, не сме запознани дека има уопште Нобелова награда за млади. И другарче, тоа терај само напред. Ние барем како 1 на 1 екипа те подржуваме и чекаме да кажуваш нови успеси, а ние да ги споделуваме на публиката, мајсторе. Фала ви многу, огромен фан сум ви на 1 на 1, тоа е очигледно, знаете сите. Ми е драго што баш преку вашата емисија ја известуваме за веста и шириме позитивот. Само напред, ве следам редовно ако не сум таму.